самите резултати се однесуваа на источните и централните делови на Република Македонија, перцепцијата кај младите дека би сакале да студираат надвор од државата, која што пред 5 години изнесуваше на ниво повторно на овие региони некаде околу 13%, сега веќе се зголемува на 21%, пак ќе повторам кај средношколци од трета и од четврта година, доколку ги издвоиме или ги вкрстиме само податоците за четврта година, тој процент се зголемува на 24%. Мотивацијата на младите воглавно, ако го земеме и другото истражување кое што ви го спомена, воглавно се врзува за економски параметри и економски фактори. Че младите сакаат да имаат поголеми примања и сакаат поквалитетен живот базиран на ваквите економски претпоставки или параметри, но веднаш на второ место тука доаѓаат факторите на релативната политичка нестабилност или неизвестност во државата, перманентните политички кризи кои што ни се случуваат и би рекол високото ниво на политизација во сите сфери на општеството, и младите се чувствуваат несигурни. Ако се работи за образовна мотивација, главниот мотив се врзува со квалитетот на наставните програми и рейтингот на универзитетот, и очигледно е дека младите избираат дестинации за кои што сметаат дека имаат поквалитетни наставни програми. Главните дестинации последните 5-6 години, не зборувам за инцидентно и во помал број на студенти, туку зборувам за масовно студирање или масовна образовна миграција, е поврзана со образовните политики, а јас во секој интервју ги потенцирам и како демографски стратегии кои што ги има Република Словенија и која што ги отвори низините универзитети за потенцијални студенти од регионот на Југоисточна Европа. Пред се тука влегуваат земјите на бившата Југословенска федерација со исклучок на Хрватска, и Словенија на овој начин си настојува да пополни дефицитарни, би рекол, делови од населението, бидејќи од таму има миграции во останати делови на Европа и на светот, и тоа го прави на сметка на државите на регионот. Ако ви споменам дека ваквата тенденција е речиси дуплирана за период од 5 години, навистина ова е загрижувачко. Може би е добро ако очекуваме младите да студираат таму, да стекнат нови компетенции, потоа да се вратат во Македонија, но праксата покажува дека многу лесно ваквата привремена, би рекол, иницијално миграција се трансформира во трајна миграција. Има одредени, би рекол, помали, многу помали сразмерно од Словенија, тенденции за студирање во поголемите градови во Бугарија. Тука немаме некаква разлика со домашните универзитети, односно со перцепциите. Изборот се сведува на неколку факултети, доминираат информатичките науки, нешто што и не е зачудувачки, затоа што навистина имаме голема експанзија и прогрес и примањата понатаму кога ќе се реализираат професионално. На второ место се медицинските науки, понатаму следуваат правните факултети, економските факултети. Првен треба да имаме фундаментални истражувања во кои што ќе се детектираат јасно одредени фактори и одредени тенденции во државата. Понатаму државата треба да преземе одредени стратегии кои што се поврзани на пример со развој на науката и привлекување на младите на матичните универзитети кои што се во државата. Се разбира, образовниот пазар, така да се изразам, е либерализиран и ние не можеме да запреме, меѓутоа може и да имаме одредени реакции, бидејќи се работи за класична демографска стратегија на Словенија, не се работи за образовна политика, чиста образовна политика, и тука може би треба преку нашите дипломатски канали, неофицијално, не велам дека треба нота да упатиме до Словенија, меѓутоа неофицијално можеме да реагираме со цел да запреме ваков голем, навистина значителен инфлукс на млади. Може би треба малку посериозно да се работи на промовирање на наставните програми во Македонија. Мора да работиме многу повеќе, ви реков, во насока на интернационализација, апдейтирање на програмите, малку поинаков, посовремен пристап, делот на користењето на електронски технологии